Министерството за надворешни работи продолжува да ги игнорира провокациите од Бугарија. Речи си секогаш кога нашиот источен сосед ќе покаже непочитување на договорот за добрососедство, МНР молчи. Со денови нема никаква реакција од Министерството на Османи за воведувањето на таксата за рускиот газ што транзитира низ бугарска територија. Согласно пријателскиот договор, Бугарија треба да ја поддржува Македонија како земја аспирант за Европската Унија, но со воведувањето на нови давачки ни зададе дополнителен финансиски товар. И не само нам, туку и на другите земји од регионот и пошироко во Источна Европа, што преку цевката низ Бугарија се снабдуваат со газ. Потегот на бугарските власти не е спротивен само на договорот за соработка подпишан со Македонија, туку и други билатерални договори кои предвидуваат земјите кандидати да бидат помагани од членките на Европската Унија на патот кон Унијата. И додека властите кај нас се однесуваат како ништо да не се случува, Србија и Унгарија експресно реагира. Децидни се дека оданочувањето на Бугарија драматично ќе ја зголеми цената на гасот, што се доставува до овие земји. Тие најавија дека ќе бараат заеднички одговор од Бугарија и од Европската Унија. Ja verujem da ćemo mi sa našim bugarskim komšijama i prijateljima uspeti da rešimo sve, jer prosto postoje sporazumi koji su jasni, koji su nedvosmisleni. To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem. Реагира и од кабинетот на министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сјарто. Бугарската одлука за наметнатата такса за транзит на природен газ од Русија е непријателски чекор кон Унгарија и Србија. Таа е против европската солидарност, бидејќи загрозува енергетската безбедност на земја членка на Европската Унија и земја кандидат. Европската Унија не применува санкции за испораките на природен газ од Русија, па аргументот на бугарскиот премиер во овој поглед е целосно неточен. За поранишниот амбасадор Ристо Никовски не е за изненадување што МНР молчи и на ова. Тоа е само уште еден доказ, вели, дека Македонија е спремна да ги трпи сите бугарски навреди. Бугарија и на овој начин, иако меѓу другото и во договорот и во протоколите се зборуваше и за енергетска соработка и за поддршка во нашите евроатлантски интеграции, се што прави Бугарија е спротивно на нејзините обврски, а тоа е одличен повод да ние го откажеме тој катастрофален за Македонија договор и особено двата протоколи кои следуваа. Голем дел од експертите за енергетика веќе реагираа дека новата такса ќе се одрази на цената која ќе ја плаќа крајниот потрошувач и ја сметаат за голема уцена на бугарската политика врз земјава. Ова не е прв пат Бугарија да го прекршува договорот за добрососедство. Предходно ветото, а сега уцените за уставни измени се спротивни на членот 2 од договорот, во кој стои дека Софија ќе ни помага на европскиот пат. Наспроти ова, Македонија исполни се од овој договор и се уште е далеку од Европската Унија.